Стадион. Емисија за вашата вистина. И ние со Германската фондација Конрад Аденауер последниве години се обидуваме во светло на овие важни јубилеи поврзани со нашата државност, да го испитаме расположението на граѓаните околу самостојноста, околу независноста, околу политичарите кои што го воделе овој народ и овие граѓани низ историјата до денес, околу важни политички, образовни и други општествени теми. А да подсетиме, ова е второ истражување. Првото беше 30 години независност. Да, ова е второ истражување. Првото истражување беше посветено на 30 години од воспоставувањето на независноста, а ова истражување се однесуваше на 30 годишнината од поставувањето на основите на надворешната политика и на одбраната на нашата држава. Инаку, зошто овие истражувања се прават? Имено, во почетокот на секоја декада во историјава на нашата држава е во светло на некакви јубилеи, со оглед на фактот дека процесите на стекнување на самостојност и независноста на нашата држава започнуваат во 1990-та, 91-та, се случуваат и во текот на 1992 година. И ако во 2021 година, во светло на големиот јубилеј, 30 години од воспоставувањето на независноста, направивме големо истражување на јавното мислење со фондацијата Конрад Аденауер околу аспектите поврзани со стекнувањето на независноста, актерите и клучните политички теми од овој период. Во оваа 2022 година го спроведовме, го реализиравме ова истражување кое што навистина го предизвика вниманието на граѓаните, а кое се однесуваше на 30 годишнината од поставувањето на основите на надворешната политика и на одбраната. Зошто 30 години надворешна политика и одбрана? Заради тоа што во декември 1991 година, односно на почетокот на јануари во 1992 година беше објавена познатата декларација за меѓународно признавање на Република Македонија, а истата 1992 година, согласно уставните одредби, беше усвоен првиот закон за одбраната на нашата држава. Што значи дека во 1992 година се поставија темелите на надворешната политика и на одбраната, а денеска 30 години подоцна правиме една реминисценција, една рекапитулација, една анализа на нашите достигнувања во однос на овие два важни сегменти од развитокот на нашата држава. И во таа смисла го реализиравме ова истражување кое што се состои од два дела. Една, би рекол, теоретска анализа на тоа како течеле процесите поврзани со воспоставувањето на темелите, на основите на надворешната политика и на одбраната, а вториот и најважниот дел, би рекол, носечкиот дел, беше спроведеното истражување на јавното мислење, со кое се обидовме и се надевам дека успеавме да ги испитаме перцепциите на граѓаните во однос на овие две важни теми. Генерално, истражувањето можеме да го поделиме на 6 дела. Во првиот дел имаме прашања од општ карактер, би рекол. Тоа се оние прашања кои што се однесуваат примарно на впечатоците на граѓаните во однос на надворешната политика и дипломатијата, како што рековте на почетокот од емисијата, и секако во однос на одбраната и на армијата. Ги враќавте наразад или генерално за денешниот впечаток? Ги испитувавме денешните впечатоци на оваа генерација граѓани во однос на начинот на кој што била водена надворешната политика и одбраната во изминатите 30 години. И во таа смисла, во стилот на училишното оценување на досието на децата, ги замолувавме граѓаните да дадат оценка за тоа што мислат како била водена надворешната политика, а како била одбраната на скала од 1 до 5. И во таа смисла можеме да заклучиме дека просекот на средната оценка која што граѓаните им ја даваат за надворешната политика и за одбраната е добар 3. Тоа е еден просек кој што генерално не мора да сме експерти во истражување на јавното мислење или аналитичари, веројатно е и средната оценка за вкупното досие на државата. Можеби не е недоволен 1, можеби не е ниту доволен 2, некоја средина на добар 3, но секако целта е ова да представува еден пресек, па во некои идни истражувања за 40, за 50 години од воспоставување на државноста, додиме кон многу добар 4 или пак зошто не и одличен 5. Она кое што можеме да го конкретно да го видиме во однос на досието на армијата е дека граѓаните
водењето на надворешната политика го оценуваат некаде со средна оценка 2,52 од 1 до 5, додека за армијата даваат една видливо подобра оценка од 3,37, што значи дека граѓаните имаат подобри впечатоци за армијата и за одбраната како сегмент, отколку за надворешната политика. Иако и едната и другата средна оценка е еквивалентно на што го нарекуваме, нели, добар 3. Сега се поставува прашањето зошто граѓаните имаат малку подобра оценка за одбраната отколку за надворешната политика. Доколку правиме анализа што е тоа што ја прави различна одбраната, тоа без друго ќе се согласиме сите дека е остварувањето на една важна стратешка цел за нашата држава, а тоа е членството во НАТО. Предпоставуваме дека фактот дека многу скоро остваривме ваква значајна, би рекол, цел поврзана со одбраната и со безбедноста на државата, верувам дека влијаело и во однос на малку подобрите, би рекол, оценки кои што ги даваат граѓаните во однос на одбраната наспроти надворешната политика. Тоа е едниот аспект, но другиот аспект секако кој што го забележуваме не само во ова, туку и во некои други истражувања на јавното мислење е една традиционална, би рекол, поддршка која што граѓаните малку повеќе ја даваат во однос на репресивниот апарат, на верските заедници, споредено со другите сектори од функционирањето на данас за државата. армијата секогаш имаше Во најмногу доверба континуитет секогаш и верските армијата заедници, да. и верските заедници се сегментите од општеството во кои граѓаните имаат малку поголема, малку поизразена доверба и верувам дека овој аспект заедно со остварувањето на стратешката цел за членство во НАТО влијаеше, нели, представата Што не е случај, за например, армијата со биде малку полицијата или подобра. па со судството, да не Или со судството, се согласуваме, така е. Понатаму, секако имајќи го предвид фактот дека водењето на надворешната политика и одбраната во таа смисла е една од клучните, би рекол, најважните надлежности на председателите на државата. Во истражувањето исто така ги прашавме граѓаните, го анализиравме размислувањето, впечатоците на граѓаните околу личностите кои изминатите 30 години како шефови на државата, како председатели на државата, меѓу другото ја водеа надворешната политика и одбраната на земјата. Генерално, впечатоците на граѓаните во однос на нашите председатели на државата можеме да ги поделиме во две групи. Во првата група се председателот Киро Глигоров и председателот Борис Трајковски како покојни председатели кои што не се повеќе меѓу нас, односно не се живи, и во втората група се сите останати председатели, почнувајќи од Борис Трајковски преку Георги Иванов, се до актуелниот председател Стево Пендаровски. Што сакам да кажам, дека граѓаните највисоки оценки им даваат на Борис Трајковски и на Киро Глигоров како личности со кои за кои сметаат дека најдобро се грижеле за надворешната политика и за одбраната, а додека малку послаби, би рекол, оценки им даваат на преостанатите председатели. Поконкретно, нели, во согласно со ова училишна, би рекол, скала на рангирање, нели, највисока оценка, рековме, има председателот Борис Трајковски, кој што има, нели, средна оценка од 4,28. Понатаму председателот Киро Глигоров од 4,1, председателот Бранко Црвенковски од 3,2, председателот Георги Иванов од 3,1 и средната оценка на актуелниот председател е 2,81. Тука секако мораме да ставиме една запирка дека мандатот на актуелниот председател се уште не е завршен, секако неговото досие во однос на впечатоците на граѓаните не се конечни и во таа смисла оваа оценка во однос на актуелниот председател треба да сватиме како еден вид на пресек, би рекол, за тоа што до сега сметаат граѓаните дека е направено и како тоа е направено во областа на надворешната политика и во областа на одбраната. Секако најважниот, би рекол, или еден од клучните аспекти поврзани со ова истражување и можеби предмет на најголем интерес на граѓаните беше впечатоците на граѓаните околу членството на Македонија во НАТО и аспирациите за членство на нашата држава во Европската унија. Слободно можеме да заклучиме дека иако наспроти сите предизвици, наспроти сите, би рекол, странични бочни удари, наспроти сите разочарувања, особено во однос на членството во Европската унија, а и порано во однос на членството во НАТО,
граѓаните на Република Македонија навистина манифестираат една, би рекол, висока, стабилна поддршка во однос на овие два важни надворешно политички безбедносни приоритети на Република Македонија. Па така, на пример, можевме да видиме од истражувањето да заклучиме дека високи 64,2% од испитаниците го поддржуваат членството на Македонија во НАТО, што представува, морам тоа да го истакнам, сооднос од 2:1 во прилог на поддржувачите наспроти оние кои што не ја поддржуваат оваа стратешка цел на државата, што навистина представува висок стабилен резултат. Тие што не ја поддржуваат, што нудат? Ги потпрашувавте? Што? Русија, Азија? Па тоа може да се забележи од подолните прашања во однос на феноменот на пријателите и на непријателите. Знаете, има една структура која што се во сите истражувања на јавното мислење, а тоа е една група на луѓе кои што се против се што е актуелно, се што е постигнато, и тие не секогаш имаат алтернатива во однос на тоа што треба да се направи, но знаат дека се против, односно не нудат определени решенија. Па во таа смисла исто така сакав да констатирам дека членството на Македонија во НАТО, поддршката во однос на членството на Македонија во НАТО, навистина одговара на слична поддршка која што ја имаат граѓаните на други држави членки на НАТО во однос на членството на нивните држави во Северноатлантската алијанса. Што значи дека сме на ниво на еден просек и тоа е навистина добро во таа смисла. Што се однесува во однос на членството во Европската унија, секако можеме да извлечеме два заклучока. Првиот заклучок е дека исто како и за НАТО, малку помалце, 62,8% од испитаниците го поддржуваат членството на државата во Европската унија. Меѓутоа, овој просек, овој процент, иако е многу висок, сепак мораме да забележиме дека споредено со некои други минати истражувања, забележливи се мали надолни трендови, споредено да речеме на почетоците од независноста, кога поддршката беше повеќе од 90%. Но се разбира, како резултат на определени разочарувања, определени бочни странични удари и така натаму, оваа поддршка се стабилизира, пак би рекол, на високи 63%, што повторно е еквивалент на поддршката која што има Европската унија кај граѓаните од други држави членки на ЕУ или аспиранти за членство во Европската унија. Меѓутоа, клучното прашање кое што го поставивме, наспроти општото, би рекол, размислување, е фактот дека се обидовме да испитаме, да видиме што мислат граѓаните, кој е виновен за застојот на државата кон Европската унија. Иако често пати првиот заклучок нели е дека станува збор за надворешни фактори, порано Грција, сега Бугарија, некогаш и самата Европска унија како резултат на оној феномен на измореност од проширување. Меѓутоа, вкупно земено, ова прашање имаше отворен карактер. Причините можеме да ги поделиме на надворешни и на внатрешни. За најголем дел од граѓаните, причините за застојот на државата во Европската унија сме самите ние, односно нашите внатрешни интерни слабости. За некој тоа е опозицијата. Не се лутат на другите, туку на самите себе. За други тоа е власта, за трети тоа се партиите во целина, за четврти тоа е државната администрација, но секако има и значаен процент од испитаниците кои што сметаат дека виновник за застојот е Бугарија. Зошто? Заради тоа што последно причина за ваквиот застој беше оној спор или оние недоразбирање кои што доаѓа на релација од официјална Софија кон официјално Скопје, односно кон нашата држава. И во оваа смисла, навистина, овој пресек овозможува да се видат овие состојби, да од една перспектива да видиме дека сепак причините за најголемиот дел од недостатоците, од тапкањата во место, од чекорењето назад некогаш се резултат на нашите интерни слабости, и тоа е добро да го видиме за да знаеме понатаму како да се однесуваме. Во оваа смисла, имајќи го предвид фактот дека надминувањето или остварувањето на целта за членство во НАТО беше резултат на потпишувањето на Преспанскиот договор, а почетокот на преговорите за членство со Европската унија беше резултат на надминувањето на последните несогласувања преку францускиот предлог со официјална Бугарија. Подетално, подлабоко, со низа на контролни прашања, се обидовме да ги испитаме впечатоците на граѓаните за односите со Република Грција и за односите со Република Бугарија. Да поминеме подетално на тоа, само етничкиот аспект да го видиме. Каква е структурата? Еве, на сето тоа што го кажавме до сега. Дали се многу различни резултатите која ќе
споредите што мисли населението од албанско етничко потекло, српско, не знам, и македонско, кога ги прашувавте за председателите, за надворешната, за одбранбената политика и конкретно за НАТО и Европската унија. Интересен е овој етнички елемент кој што го потегнувате. Јас би сакал да во однос на председателите, ќе почнам од назад, па потоа ќе се вратиме на Европската унија и на НАТО. Интересно е да го земеме примерот со актуелниот председател на државата, Стево Пендаровски. Имено за разлика од други политичари во државата кои најголем дел од базата за својот рейтинг ја црпат во етничката заедница на која припаѓаат. И, например, кога анализираме политичари албанци, ќе видиме дека 90% од поддршката доаѓа од припадниците на албанската етничка заедница, а помалку од 10% од припадници на други етнички заедници. Во случајот со председателот Пендаровски, што е многу добро од аспект на неговата улога како личност која што се протега над етничките и политичките, како би рекол, поделби во земјата, е фактот дека приближно идентична поддршка во однос на неговиот рейтинг и неговата работа доаѓа и од припадниците на македонскиот народ и од припадниците на албанската и другите етнички заедници, што наистина представува една особеност која што треба да се истакне. Во однос на членството во НАТО и членството во Европската унија, можеме да забележиме малку поголема, би рекол, поизразена поддршка како во однос на НАТО, така и во однос на Европската унија, на припадниците на албанската етничка заедница, наспроти припадниците на другите етнички заедници, но таа поддршка не е драматично различна. Од друга страна пак таа разлика, да речеме, во поддршката кај македонците во однос на членството во Европската унија можеме да најдеме во фактот што можеби малку повеќе кај припадниците на македонскиот народ постои едно чувство дека од одредени работи кои што се фундаментално важни за нив, тие треба да се откажат или да направат компромис за сметка на членството во Европската унија и НАТО, нешто што не е случај, мораме да го признаеме, кога станува збор за припадниците на албанската етничка заедница и заради тоа тука имаме варирање на поддршката. Но и во едниот случај и со НАТО и со Европската унија, како што кажавме, од 64,2% поддршка за НАТО или 62,8% кога станува збор за Европската унија, навистина станува збор за една висока они стабилна сакаат поддршка. во Европската унија, иако се значително разочарани, можеби не веруваат дека така брзо ќе се случи тоа, но не се откажуваат од желбата и од посекуваната цела Европската унија. Бидејќи тоа на крајот на криштата, нели, можеби нели вордингот или формулацијата единствена алтернатива не е секогаш добра, меѓутоа е една важна, би рекол, една фундаментална цел која што овозможува најбрза модернизација на општеството. И во таа смисла поддршката на Европската унија е толку високо изразена од страна на сите граѓани, сите етнички заедници, бидејќи преку членството во Европската унија тие гледаат еден добар начин како да се модернизира општеството, како да се постигне еден посакуван развој на ниво на развојот кој што го имаат другите западноевропски демократи, Нека се кои што се членки на Европската унија. терминот најдобра алтернатива, Најдобра ама не нудат па другите алтернативи, освен мислам дека во политичкиот живот освен една партија Важно е, маргинална, во Република Македонија до сега сите- имало 10 изборни циклуси, ако не се лажам, ова е 10-ти состав на Собранието на Република Македонија. До сега, освен во последниот случај со двајца пратеници од една политичка партија, не се сеќавам дека имало политичка партија која што не се залагала активно за членство на Македонија во НАТО и за членство на Македонија во и дури Европската унија. тврдела дека е единствена алтернатива сите партии. Точно и тоа е, можеме да кажеме дека тоа представува еден стратешки, би рекол, интерес, еден консензус кој што постои помеѓу сите политички партии и сите етнички заедници во државата. Во однос на интересно прашање Бугарија и на само. Грција. Ако сакате, можеме за Бевте тоа да поразговараме. гласавте тогаш, возрасен бевте која беше независноста или? Не, Затоа што не. сега правите анализи, интересно е кога Не бев професори, возрасен за да експерти гласам. прават анализи на време кое што значи веќе има одредена дистанца. Иако има доста луѓе кои што се уште се живи сведоци, кои што знаат да кажат и да посведочат. Независно, знаете, еве, ние и со анализата посветена на 30 години од независноста и со оваа анализа во однос на надворешната политика и одбраната, можеме да детектираме едно пристојно ниво на задоволство од досието на државата. Се разбира, ние ако седнеме да ги анализираме слабостите, Нема тој нихилизам така изразен, така можеме да негативен. најдеме многу слабости. Меѓутоа, кога ќе ги прашаме граѓаните што мислат за тоа, каква е нивната оценка за тоа дека сме независна држава која што со сите мани чекори веќе 3 децении, луѓето изразуваат задоволство.
Заради тоа што алтернативата е да немате држава, а ние историски знаеме нели какви премережја поминувале граѓаните на Писовски, овој не дел од случајно ја светот, прашав. кога не сме имале независна Случајно ја држава. прашав ова за возраста затоа што сакав да ја прашам како е изразено ова кога зборуваме за возраст, на пример, тоа задоволство, таа верба е повеќе изразена кај постарите или не правите такви? Значи, анализата се прави врз основа на нивото на образование, етничката припадност и географскиот нели сегмент во однос на тоа каде живеат граѓаните во државата, и во таа смисла, освен овие елементи што ги споменавме околу претседателот на државата, околу НАТО и околу Европската унија, нема посебни осцилации во однос на нивото на образование, географската распределеност и етничката припадност на граѓаните. Стадион. Емисија за вашата вистина. Сакав да го истакнам случајот или заклучокот кој што можеме да го изведеме преку анализата што ја правевме со контролни прашања во однос на Република Грција и во однос на Република Бугарија. Ако Правите тоа пријателски, непријателски држави? тоа е во следниот Во сегмент. ова само за преспанскиот и за Во однос францускиот. на Грција, интересно е дека за разлика од поранешните мерења, кога редовно овој наш јужен сосед излегуваше на листата како држави со кои немаме баш најдобри билатерални односи, сега по потпишувањето на Преспанскиот договор и членството на Македонија во НАТО, можеме да забележиме дека таа инфлација на лоши вести е престаната. Можеби нема секогаш е престаната, но некогаш дури има и по некоја позитивна вест поврзана со нашите меѓусебни билатерални односи. Гледаме како тоа наоѓа свој одраз во расположението на граѓаните, во минувањето на перцепцијата околу квалитетот на билатералните односи. Се разбира и тоа тука јасно се гледаше од нашето испитување. Ние предпоставивме дека можеби решавањето на канонскиот статус на Македонската православна црква и помошта од Вселенската патриаршија во таа смисла после нели она историска одлука од 9 мај со која се признава канонскиот статус на Македонската православна црква, видовме дека и тоа наоѓа свој израз во расположението на граѓаните, бидејќи тие сметаат дека надминувањето на билатералниот проблем со Грција доведе до решавање на канонскиот статус на православната црква во нашата држава, што е исто така оди во прилог на подобрувањето на перцепциите за македонско-грчките односи. А се разбира, тие односи не се на некое идеално ниво, но видливи со одредени подобрувања, иако се уште значително стабилен дел од граѓаните на државата имаат некој тип на песимизам, но се разбира тоа е Трендот е позитивен. далеку помало од тоа што било во минатото, трендовите се позитивни како што самите кажавте. Во однос на Бугарија пак, заради актуелните спорови кои што постоја, особено во светло на францускиот предлог и дебатите кои што доаѓаат од дали официјална за Софија. независното кога правевте, ја анализиравте Бугарија или не, за да може да споредиме, не? Ја анализиравме Бугарија, меѓутоа расположението на граѓаните во 2021 година во однос на Бугарија во споредено со 2022 е дополнително влошено. И можеме да заклучиме дека, и ние тоа го кажуваме во анализата, дека македонско-бугарските односи се на едно историско долно рамниште, што може да има негативен одраз и врз квалитетот на елементарната комуникација помеѓу институциите и општествата во државите. И верувам дека ако алармантно е веќе. дека станува збор за една состојба која што го достигнува својот врв и нели останува да се надеваме, да очекуваме дека во рамките на тој процес на преговори на Република Македонија за членство во Европската унија, доколку не се соочуваме со нови блокади од официјална Софија, дека ваквата состојба полека ќе почне да се исправа, но во оваа фаза, во оваа година 2020 и втората, кога го правиме истражувањето на јавното мислење, можеме да заклучиме дека историски гледано македонско-бугарските односи се на едно историско долно рамниште. Тие контролни прашања или дополнително што разговаравте, сам познати се зошто причините, што велат граѓаните? Од историја, Значи, јазик. можеме да кажеме дека основата, најголем дел од испитаниците го отфрлаат францускиот предлог, 57,1% од нив во целост го отфрлаат францускиот предлог, кој беше предуслов за тргнување на ветото на Бугарија за почеток на преговорите за членство на Македонија во Европската унија. Наспроти
само 27% кои што истиот го прифаќаат, што представува разлика од високи 30% на противниците во однос на оние кои што го прифаќаат истиот. И ваквата, значи, мислењето на граѓаните за францускиот предлог, потоа можеме да го видиме во впечатоците на граѓаните за тоа кои се пријателите, а кои се непријателите на нашата држава. Па така е, доколку ми дозволите, ние сметавме дека е важно за да има една сликовита представа за тоа каде се движиме и какви перцепции имаат граѓаните, да ги поставиме овие прашања. Кои сметате дека се наши пријатели, а кои држави сметате дека се наши непријатели? Во однос на прашањето за пријателите, за најголем дел од граѓаните ова беше отворено прашање. Значи граѓаните можеа да се да реферираат не на само било која од било држава во светот. Не им дадовме однапред зададени држави, избрани од наша страна. Значи сите 190 и нешто земји во светот можеа да се најдат на оваа листа, меѓутоа еве сакам да истакнам дека според одговорите на граѓаните, најголем сојузник тие сметаат, значи 37% од нив сметаат дека тоа е Србија. 24% немаат одговор, не знаат која држава е наш сојузник, додека 19,8%, односно приближно 20%, сметаат дека тоа се Соединетите Американски држави. Пријатели. Значи Србија, па потоа не знаат која држава не е сојузник, па потоа Соединетите Американски држави, а на оваа табела можеме да ги најдеме и Турција, за која 5,8% од испитаниците рекле дека не е наша држава сојузник, ја одбрале неа, и тука е Германија со 5,4%. Во однос на непријателите, тоа е исто сметам дека важно да се истакне за да ја добиеме целосната слика за тоа што размислуваат граѓаните. На истата ваква отворена листа, 44% од испитаниците изјавиле дека тоа е Бугарија. Која држава сметате дека е наш непријател? 44% Тој е голем процент. кажале дека тоа е Бугарија. Видете, секако е голем процент, меѓутоа исто така треба да кажеме од аспект на методологија, на технологија на спроведување на анкети, дека ова анкета беше спроведена во период кога најинтензивно во однос на меѓународните односи на нашата држава беше споменувана Бугарија во негативно светло во август и во септември 2022 година. Отворањето на клубовите, на провокациите. Провокациите и така натаму, и таа динамика во билатералните односи гледаме дека се рефлектирала и во анкетата, па потоа следевме како и медиумите во Република Бугарија го констатираат овој факт дека навистина односите меѓу Македонија и Бугарија се на едно историско долно рамниште во светло на резултатите од оваа анкета. А втората држава пак за која граѓаните сметаат дека е непријател или не е сојузник на нашата земја, односно 12,1% од нив сметаат дека тоа е Русија. Значи, во однос на прашањето кои се непријателите, две држави се истакнуваат. чудно. Тоа е Бугарија и тоа е Русија. И исто така и тука треба да го гледаме тоа во светло на членството на Македонија во НАТО, обврските кои што произлегуваат во таа смисла од членството во НАТО и агресијата секако на Руската Федерација врз Украина. И во оваа смисла, за да биде потпун впечатокот, бидејќи за Бугарија знаеме зошто е тоа така, поттикнато од францускиот предлог и провокациите и недоразбирањата, да употребиме по неутрален збор, кој што постојана релација официјално Скопје, официјално Софија. Во однос на резултатите поврзани со Русија, важно е дополнително да укажеме на фактот дека ние во предпоследниот дел од анкетата се осврнавме на или во предпоследниот дел од анализата, нели се осврнавме на актуелни прашања. Испитавме две прашања. Го анализиравме расположението на граѓаните за две прашања. Едното беше за иницијативата Отворен Балкан и второто прашање се однесуваше на впечатоците на граѓаните околу агресијата на Русија врз Украина. Во однос на руската воена агресија врз Украина, 50,4% од испитаниците изјавува дека за нив таа е неоправдана и неприфатлива, додека 26,2% изјавиле дека оваа агресија е оправдана и прифатлива. Ова представува соодносот 2:1 во однос на оние кои што осудуваат воената агресија. Сега да ве навратам наназад на почетокот од ова интервју кога зборувавме за поддршката на членството во НАТО. Тогаш рековме дека 64,2% од испитаниците го поддржуваат членството на Македонија во НАТО, што представува соодносот 2:1 во однос на оние кои што опонираат. Веројатно, оние кои што се против НАТО, истовремено не ја осудуваат
руската војна Интереси овие податоци агресија затоа што во има Украина. некој впечаток кој што не е потврден да е со вакви анализи и истражувања, дека генерално Бугарија, Србија пред се, па и Македонија е претежно русофилски настроена и ама еве овие податоци кажуваат нешто поинаку. Да, секако мислам дека Видите, нема ова е човек што мерливо не би веќе, да. требало да и не би можел и не би ја осудил оваа агресија. Сега, ако се расченува, можеби Можеби ќе видиме некои други кростабулации во однос на други политички не етнички осудување, ама сегменти. одредено оправдување можеби, демек еве овие ги предизвика, овие Од немај каде Да. или доведени биле и така натаму, но тоа е нешто кое што треба да биде предмет на некој друго истражување, да навлеземе подлабоко во однос на таа стратификација политичка, етничка и така натаму во однос на самата агресија. И исто така ви сакал докажам еден позитивен пример во оваа смисла, испитувајќи го расположението на граѓаните во однос на друга тема, а тоа е ситуацијата или поддршката на граѓаните на овој проект за регионална интеграција наречен Отворен Балкан, засега на Македонија, на Србија и на Албанија. Интересно, дури би рекол изненадувачки висока е поддршката. Имено 65,7% од испитаниците го поддржуваат проектот Отворен Балкан, додека само 15% изрично не го поддржуваат. Има дел кои што не знаат не се за информираат. што станува збор, немаат став и тие исто така се една група, меѓутоа високи 65,7% го поддржуваат овој проект за Повеќе од НАТО и од повеќе од Европска унија, да. помеѓу Албанија и Србија. Сега да навлеземе во причините. Зошто е тоа така? Историски секогаш, и тоа се гледаше испитувајќи ги и пријателите и непријателите и сојузништвата на државата, мислењата на граѓаните за Албанија како држава и за Србија како држава од секогаш биле историски високи. Може би не биле на највисоко ниво, но имало една стабилна висока поддршка. Дали е тоа како резултат на некоја историска реминисценција поврзана со животот во заедничката држава, кога станува збор за Србија, или како резултат на историски добрите односи кои што сме ги имале со Албанија како држава, а секако важен сегмент тука се и албанците, кои што се значен субстрат во македонското општество. Тие два аспекти секогаш биле важен фактор кој што ги терал граѓаните да имат позитивни впечатоци за Можеби прагмата луѓето сакаат движење, сакаат Меѓутоа бизнес, исто сакаат така тука економија. има еден друг аспект поврзан со идејата за слобода на движење, за проток на капитал, на луѓе, на идеи и така натаму. И верувам дека и тоа има своја улога во однос на високата поддршка која што даваат граѓаните во однос на овој проект, би рекол, за регионална интеграција, Отворен Балкан. И на самиот крај доаѓаме до заклучоците, Актуелни предизвици, очекувања и поврзани со иднината. Веруваат ли? Што можеме да заклучиме? Дека граѓаните веруваат во државата самата по себе, тоа го видовме од прошлото истражување на јавното Затоа што вие сте седеле и ние седеле, не ја бива оваа држава, не бива од оваа држава, ајде да си одиме. Како Меѓутоа, тоа го на крај кога ќе ги прашате дали си ја сакате државата и дали сте задоволни од неа, со сите разочарувања луѓето си ја сакаат земјата и сакаат таа да успее. И заради тоа, впрочем, оценката рековме дека е тројка, а не е недоволен еден или пак и тоа е основа за да се стремиме кон многу добар 4 или кон одличен 5. Меѓутоа, што можеме да заклучиме? Дека луѓето сакаат оваа држава и тоа се рефлектира преку сите прашања да успее. Членството во Европската унија представува последна, би рекол, или една од последните важни државни цели кои што треба да ги оствариме. Тоа има висока поддршка од 62,8% од граѓаните, меѓутоа, независно таа висока поддршка, во моментов видлив еден песимизам кога таа цел ќе се оствари. И во таа смисла, ние антиципирајќи го тој факт дека граѓаните сакаат државата да стане членка на Европската унија, меѓутоа се песимисти кога ќе се оствари таа цел, првенствено како резултат на блокадите во минатото со Грција, а сега со Бугарија, поставивме такво прашање. Ги прашаваме граѓаните што мислите кога Македонија ќе се зачлени во Европската унија. И 28% од испитаниците изјавуваат дека тоа нема да се случи никогаш. Никогаш. Што представува најбројна група. 23,7% својот песимизам го манифестираат со одговорот дека не знаат кога тоа ќе се случи.
односно дека немаат одговор. Наспроти овие две големи групи имаме пооптимистички испитаници. Па така една група од 7,4% изјавиле дека Македонија ќе се зачлени во Европската унија за 20 години, 10% за 10 до 20 години, 15% за 10 години и 13% за 5 години. Што значи дека сепак кумулативно земено, доколку ги собереме процентите на овие кои што веруваат, пак доаѓаме до една бројка на оптимистички впечатоци кај граѓаните, меѓутоа видлива е оваа поделеност, овој песимизам кој што е израз на овие прецен овие блокади поврзани со патот кон Европската унија. Меѓутоа, да ве навратам и на првото прашање, на првите прашања кога ги прашавме граѓаните што мислите кој е виновен за овој застој, огромно мнозинство вината ја наоѓаат и во нашите домашни слабости. Има една самокритичност, да. И сега што врз основа на ова што можеме да заклучиме? Значи дека кај испитаниците има еден длабок песимизам во однос на членството во Европската унија, како и во однос на брзината за нашето зачленување во Европската унија. Меѓутоа од одговорите видливо е дека надминувањето на билатералните пречки, особено овие слабости во односите со Бугарија од една страна, и отворањето на една јасна перспектива, без застој, почетоци на преговори, кластери, динамика, напредоци, отварање на поглавја, затварање на поглавја, известно е дека ќе влие позитивно и во насока на коригирање на овие впечатоци. Во таа смисла, кога навистина ќе започнат преговорите, ние ќе видиме два процеса. Едниот процес е раст на поддршката за членство во Европската унија, а друг процес е намалување на овој песимизам, кој што е видлив од последниот одговор во однос на тоа кога ќе бенефитите. Така е, кога ќе ги почувствуваат бенефитите од нашето зачленување, од процесот на нашето зачленување во Европската унија. Без за крај само добивте ли впечаток од тие анализи што ги правите, од што најмногу се плашат? Фактички од самите себе, според тоа, односно од нашите политичари, од нашите интерни слабости се најголемиот проблем за граѓаните и во нашите интерни слабости во најголема мера ги гледаат граѓаните причините за застојот во напредокот на земјата. Во таа смисла нели владењето на правото, професионалната администрација, посветеноста на политичките партии во реализирањето на програмата и така натаму, се фактори кои што го определуваат впечатокот на граѓаните. И обратно, зголемената корупција, лошото досие на партиите, отсуството на ангажираност на државната администрација има свое влијание врз раст на песимизмот кај граѓаните. Го слушнавте Александар Спасеновски, професор од Универзитетот Свети Кирил и Методи. Слушнавте интересни заклучоци, информации, интересна содржина од истражувањето посветено на јавното мислење и анализата посветена на 30 години дипломатија, 30 години одбрана. Спасеновски, благодарам за гостувањето. Што е следно или уште нешто за црквата? Ние сме посветени, се обидуваме за образованието треба да направите, зошто професионално да пристапиме на овие теми. Ја истраживме независноста, еве одбраната и надворешната политика. Можеби во некој догледно време треба да се направи вакво истражување за впечатоците на граѓаните во однос на политичките партии и на политиката во целина и да видиме какви впечатоци имаат граѓаните во однос на оние субјекти кои што се, ние велиме на факултетот, интермедиарен елемент помеѓу нив и институциите. Дали тие се задоволни од тоа досие и што сметаат дека треба да се поправи? Мислам дека тоа залудно се знаат резултати, залудно ќе го правите, однапред се знаат резултатите или не. Но добро е да ги видиме во кои сегменти граѓаните го искажуваат своето задоволство или своето незадоволство. Ќе биде интересно по партии да се расчини. Тоа, например, пријатели, непријатели, Америка, Русија, Србија, Бугарија. Точно. Мислите дека ќе има тоа е интересно, тоа мислам дека ќе предизвика голем интерес. Моите предпоставки упатуваат на тоа, искуството досега упатуваат на тоа дека би било така во однос на членството во Европската унија, членството во НАТО, сојузништвата, впечатоците за односите со соседните држави. Убаво би било во некое следно истражување да се испитаат овие аспекти од аспект на етничката стратификација и политичката стратификација. Да видиме како граѓаните за
разни политички партии во подолжината на целиот спектар од лево кон десно и припадниците на сите етнички заедници, какви впечатоци имаат во однос на овие важни теми како што е Европската унија, НАТО, стратешкото партнерство со Соединетите држави и се разбира односите со соседите. Александар Спасеновски, професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, зборувавме за впечатоците на нашите граѓани за 30 години одбрана, 30 години дипломатија. Стадион. Емисија за вашата вистина.